една од темите што е приоритет за e-twinning и Erasmus Plus се токму климатските промени и глобалното затоплување. Така да може да се подели и во 2 или повеќе сесии, но ќе видиме. А предизвик плюс беше и тоа што веќе со децении сите ние имплементираме екологија во нашата настава, па секој од часовите има одредени или делови или цели часови се посветени на екологија. Особено во овие месеци, зашто сите знаеме, гледајќи според учеството на училиштата за 21 септември, нели одбележувањето на Денот на мирот, 99% од училиштата во Македонија го прават тоа, садат дрвца на мирот. Потоа во октомври разни оние климатски акции во кои што учествуваме, имаме и по неколку седмици што се посветени на тоа, а се наближуваат и новогодишните празници, нели, па изработка сите тие украси што го правиме од материјали кои што може да се рециклираат. Сами изработуваме и рециклирана хартија, па додаваме разни растенија или некакви монистра за да израдуваме најблиските и пријателите, праќајќи такви честитки. И токму тоа ми потикна првата тема да биде посветена на климатските промени. Јас ќе се обидам да споделам некои своји искуства и она што сум правила со моите ученици, со надеж дека барем некого ќе го инспирира нешто слично да сработи или едноставно да ве мотивира да споделите своји искуства, особено ако тоа сето тоа што го работите го вклопите во некој проект, па споделите со уште некого или доближите уште некое училиште да го прави истото. Самата денешна средба, односно овој тематски настан да биде климатски промени и глобално затоплување и климатските промени за кои што денес ќе зборувам. Со повеќе годишна имплементација на екологија во редовен образовен систем сите имаме што да кажеме и многу да споделиме, многу добри училишни практики. Верувам дека секој колега има многу богати збирки на оваа тема, зашто реков веќе со децени истото го правиме и практикуваме. Особено ние по природните науки можеме да зборуваме многу, зашто секое нагледно средство што сме го изработиле е токму од материјали кои што може да се рециклираат. Најчесто се работи, нели, за пластични шишиња веќе употребени, балони, цевки, тегли, се она што сме го нашле или сме го стекнале како амбалажа уз некој производ што сме го купиле, дали за дома, дали за училиште. Со мои ученици се обидовме да направиме многу нагледни средства, ама работевме и на многу сериозни проекти, па ќе ги спомнам зашто мислам дека резултатите од она што сме го добиле вреди внимание и вреди да секој го осознае, иако сите ние тоа може би не во бројки или нака како што сме го ние наместиле или како што сме го средиле во нашето истражување, обидувајќи се да дадеме одговор што се случува со климата во Македонија. А тоа го правиме од 1998 година, уште кога станавме Глобе училиште. И не само Глобе, туку учествувавме од тогаш во многу и меѓународни и државни и училишни проекти, а темата секогаш беше екологија. Зелените практики ги интегрираме во сите проекти преку еколошки пристап при дизајнирање активности што ги потикнува учениците да разговарат за животната средина, да размислуваат за локални акции и да осмислуваат алтернативни позелени начини за спроведување на нивните активности. Платформата e-twinning ја олеснува размената на ефективна образовна практика и политика за прашањата поврзани со животната средина и одржливоста. Тоа ќе се уверите, а верувам и оние што се членови во e-twinning платформата и оние што работат на повеќе проекти, кога барате проекти или партнери за проекти, ќе видите или ќе забележите дека можеби и најголем број од понудените проекти се токму со еколошки теми. Зашто тоа е она што може на кое што може да се работи и од предучилишна возраст и сите до 4-та година средно. Секој на свој начин,
и со споделување на самите практики многу нешта се постигнуваат. Од досегашните екоактивности и екопроекти, тоа е она, ќе почнам од малку постаро време, што сме правеле и како сме правеле, ќе започнам од еден од заклучоците, а тоа е дека температурите во некои периоди од годината енормно се зголемуваат, а во некои периоди од годината опаѓаат, така да имаме минимална разлика во вредностите на средни годишни температури. Такво колебање на температурите влијае на климата во Македонија и таа се менува. Немаме веќе остри студени зими, ниту пак жешки лета. Тоа сите сме го забележале. До заклучок дека апсолутно годишно колебање на температурата на воздухот е променливо и кога почнавме неколку години на растојание од 5 години правевме мерења и заклучивме дека 2008 година та средна годишна или апсолутно годишно колебање на температурата било 51 степен Целзиус и 2009 исто. Значи, тоа е разлика од апсолутна годишна максимална, она во лето и она апсолутна годишна минимална температура во зима. И додека во 50-тите и 60-тите години тоа апсолутно колебање на температурата изнесувало само 70 степени Целзиусови. И ова е исто така еден од доказите дека навистина климата се менува, дека немаме веќе остри зими и жешки лета и свесни сме сите дека завладеала умерена клима. Докази, и не мора да одиме сега со некакви мерења или големи истражувања, доказ за промена на климата се и растенијата, кои никогаш, односно некогаш не можеле да раснат на нашата почва, а денес се одгледуваат успешно и дават големи приноси. Тоа се маслинките, кивито, бананите, лимоните, кикирики и други јужни овошја. Исто така, како дел од тој проект, што беше интересно, меревме и покрај температурата на воздухот, ќе меревме и влажноста на воздухот и дојдовме до заклучок дека има разлика и во влажноста на воздухот. Средна влажност на воздух во 2008 година изнесувала 67%, а веќе 2009 71%, а 2010 година 72%. Тоа зборувам зашто забележав дека податоците уште не се избришани, иако се одам направени, се зачувани на страниците на Глобе и на МЖСПП, односно Министерство за животна средина и просторно планирање. И она што е карактеристично за таа 2008 година, тоа што дождовите најчесто врнеле во доцни попладневни часови, ние некаде околу пладне ги вршевме мерењата, додека 2009 и 2010 дождовите врнеле во утринските часови. И затоа во нашиот график тамо од 2009-10 година имаме двојно повеќе денови со влажност од 100%, зашто секогаш се пишува 100%, тогаш кога вршиме мерења и ако врне дожд, ако имаме голема влага во воздух. И не може да не се спомне она што, пошто и сме познати, значи по сите тие екокампањи, садење дрвја, дури и она што сме го сработиле во последните години, станавме и едно од 250 училишта со најдобри поправо најдобри програми за екоакции. Зашто задолжително 2 пати во годината садиме дрвја, тоа е 21 септември и 21 мај, а во февруари правиме и екокампања, со тоа што нашите ученици некогаш, ако е многу студено, не одат надвор, туку одат по одделенија и на помалите соученици им држат предавање на тема екологија. А инаку сите овие активности денес ги спроведуваме преку e-twinning проектите и соработуваме со многу држави од Европа и пошироко. Зборувам и пошироко, зашто преку e-twiningот, иако не се регистрирани, имаме доста пријатели со кои што соработуваме, а се надвор од Европа, како например од Индија. И сега баш на повидок е уште еден сличен проект во кој што ќе работиме и со индијците. Улога на училиштата, она најбитното и се почнува од училиштата, дека животната средина и борбата против климатските промени се приоритет во сите земји. Акции за животната средина и климата се клучни приоритети на ЕУ сега и во иднина.
Европскиот зелен договор е нова европска стратегија за раст која препознава и клучна улога на училиштата со вклучување на учениците, родителите и пошироката заедница, за да се направат промени потребни за успешна транзиција, да станеме климатски неутрални до 2050 година. Затоа програмата Erasmus Plus ќе биде клучен инструмент за градење знаења, вештини и ставови за климатски промени и одржливиот развој во рамките на Европската Унија и поширок. Ако се случи температурата на планетата Земја да се зголеми за 1,5 степен Целзиус, ќе бидеме во голем ризик од екстремни суши, пожари, поплави, недостаток на храна за стотици милиони луѓе, за што сме сведоци веќе сега, а додека климатските научници велат дека зголемување на температурите ќе доведе и до помокни бури и ќе го убијат подводниот див свет како големиот корален гребен во Австралија. Она што научниците го откриле и потврдиле е факт дека водата станува позагреана, океаните ослободуваат повеќе јаглерод диоксид и кислород во воздухот. Океанот ја абсорбира топлината, тоа физичарите овој дел ја обработуваат во тековната настава, односно токму сега кога обработуваме и внатрешна енергија, и абсорбира топлина од сонцето, океанските струи, ја движат топла вода низ целата планета, студената вода во близина на северниот, јужниот пол тоне подлабоко во океанот, а на нејзиното место доаѓа водата од екваторот загреана од сонцето. Топлата површинска вода се движи поблиску до глечерите, каде што се лади, тоне и процесот се повторува. Сите знаеме и што се случи при ладење на овие води, така што и се топат самите глечерите, а тие имат огромна улога во зачувувањето и на самата клима и постоењето на земјата. Треба малку да забрзам. Ако ги снема глечерите, потоплата вода нема да се лади и тоне, а океанските струи би можеле да се забават или да престанат на некои места. Ова може да ја промени климата на земјата. Водата во северниот дел од Атлантикот тоне затоа што е студена, но и затоа што е солена. Солената вода е погуста и потешка и ако се излади, потонува подлабоко во океанот. Ако се стопи мразот на половите, водата нема да биде толку солена, ќе стане поретка и полесна и ќе влијае на водените струи. Како што земјата се загрева, нивото на морето се зголемува, доаѓа до поплави, тоа сите го знаеме и во последните години истото и се случува. И не можеме да не го спомнеме и биодиверзитетот, всушност разновидност на сите живи организми кои обезбедува здрави екосистеми, кои ја прочистуваат водата и воздухот, ја чуваат почвата, ја регулираат климата, ги рециклираат хранливите материи и ни обезбедуваат здрава храна. Всушност, воздухот што го дишиме, водата што ја пиеме и храната што ја јадеме зависат од биодиверзитетот. Некои примери се очигледни, без растенија не би имале кислород, без поленизација од пчелите не би имале овошји и јаткасти плодови, а ако ги одржуваме интеракциите помеѓу растенијата и животните, ќе овозможиме урамнотежен и здрав систем кој придонесува кон здрава и одржлива планета. И ова е исто така дел од сегашниве часови и предлог на и мали и големи, можете да изработите термометар, барометар и хигрометар. Не мора секогаш да имате на располагање готови купени инструменти кои што можат да бидат и поскапи. На едноставен начин можете да покажете дека и температурата се менува, исто така атмосферскиот притисок и влажноста на воздухот. За овие мерни инструменти накнадно уз ова како апликација како да го направите тоа. За термометар доволно е едно помало стаклено шише, за да може да се затвори со тапа и низ тапа да поминува цевка. Внатре наливате вода, по некое време ќе забележите низ капиларата, низ цевката водата се искачува како што се зголемува температурата во просторијата. Ако сакате тоа да биде многу очигледно, доволно е ова стаклено шишенце да го завиткате во црна хартија или црна најлонска кеса, да го ставите на прозор и многу брзо за неколку минути ќе забележите качувањето на течноста низ капиларата. Потоа, кога е барометар во прашање, се работи за една стаклена тегла, затворена со балон, балонот да не се
откачи од теглата, прицврстени со ластикот. На врвот од балонот се капнува само една капка лепак, се става една цевка, а до нив се става на едно картонче, од горната страна, односно горе при врвот е нацртано сонце, подолу облаци со дожд и со промена на атмосферскиот притисок, кога е поголем атмосферски притисок действува на ова балонска мембрана, цевката се вовлекува внатре, цевката и покажува кон сонцето. А доколку се намали атмосферскиот притисок, тежнејќи да се урамнотежи и овој во теглата, ќе се испакне самото балонче, цевката ќе покажува надолу и ќе треба да очекуваме дожд. И кога е во прашање хигрометар или влажност, гледате тука се шишарките, уште во прво одделение правите разни штркови со комбинација на желади, костени, кибричиња и вака шишарки. Доволно е да направите еден таков штрк и да го ставите надвор, и со зголемување на влажноста ќе видите колку ќе добива поубава форма. Ние поголемите дури и експериментиравме, стававме овие шишарки во топла и во студена вода. И она што ни е сега засега необјасниво, објаснуваме на свој начин, е тоа да шишарките побрзо се затворат во студената вода. Предпоставуваме дека е тоа што шишарката нели има заштитна улога на тие семчиња што се внатре и сега кога е студено, верувам дека ги штити од студ, па од таа причина веројатно студената вода влијае побрзо да се загрее. Не е докажано, ќе видиме, работиме на тоа, а дали ќе успееме во некоја друга сесија ќе разговараме, односно ќе ви презентирам резултати. Доколку имате и вие нешто да кажете, повелете. А и да би сакал да кажам дека колешката Павлинка има многу убава иновација, доколку сака да ни ја представи со една канта за рециклирање која што е музичка. Павлинка, дали ме слушате? Да, одлично. Добро вечер до сите, малку вака неподготвена ме фанавте, меѓутоа во секое време сум расположена за да зборувам за таа наша иновација, затоа што така беше единствена кај нас единствена уште кај нас во Македонија, па дури по некои истражувања и мислиме дека е и во светот единствена. Инаку е преку фондот за иновации, значи беше аплицирано, добивме подршка и изработивме. Почнавме од нула, без идеја како сето тоа може, меѓутоа имавме помош од страна. И јас како наставник по музичко образование пред се на прво место ми е музиката и како тоа учениците да слушаат квалитетна музика. Меѓутоа секако и екологијата, па така дојдовме до идеја да изработиме джубокс машина за селектирање на отпад. Јас прво со идејата настапив, меѓутоа учениците нема представа што е тоа джубокс, бидејќи сме од некои различни времиња. Па ајде истражувавме за тоа, меѓутоа ја сработивме со помош од колега од Кавадарци. Работи на принцип на вештачка интелигенција, значи снимени се околу 20.000 фотографии на местото каде што се фрла отпадот и преку камера се го препознава отпадот, дали е пластика, стакло, хартија и уште што беше ливенки, и го селектира самата машина и потоа учениците имаат можност да си одберат, да вкуцаат во тастатурата број на песна од списокот што го имаат и нашата машина почнува да ја изведува композицијата. Значи, буквално како старите ретро машини, каде што се пушта паричка, тука пуштаме отпад кој што се селектира и после тоа нели слушаме добра музика.